6 луѓе одат зад решетки во Шутка, 4 добија куќен притвор, а 9 поминаа со мерки на предпазливост. Ова е епилогот од полициската акција против шверцот на ботокси и филери, кои неконтролирано влегувале во Македонија, од Србија, Кореја и Турција. Меѓу притворените има хирурзи и дерматолози од клиниката за кожни болести и градската општа болница 8 септември, како и сопственици на дерматолошки ординации. Според истрагата, разбиена е цела нелегална мрежа каде лекари и приватни фирми на црно внесувале и продавале медицински препарати без дозволи и без декларации. Од доставените 11 предлози за определување на мерка притвор, обвинителството по сослушување на осомничените за 2 лица го преиначи предлогот во мерка куќен притвор, од кој судот едниот го прифати, а другиот го одби и определи мерки на предпазливост. Од останатите 9 предлози за притвор, судот уважи 6, а одби 3 и на овие тројца осомничени им определи мерка куќен притвор. Се уште не е позната бројката на луѓе кои биле боцкани со овие шверцувани ботокси и филери. Здравствените власти предупредуваат, секој што правил таков естетски зафат, без разлика каде го направил, треба внимателно да го следи своето тело. Пациентите внимателно да ги следат симптомите доколку почувствуваат или забележат каква било промена, што не одговара на нормалниот тек по апликација на невротоксин или филер, веднаш да се јават кај својот лекар. Акцијата за сива естетика е повеќемесечна темелна истрага за сузбивање на илегален увоз на медицински средства, зашто сите инволвирани, иако знаеле дека не е согласно законските прописи, сепак вршеле естетски интервенции, доведувајќи го во опасност здравјето на пациентите. Освен имињата на одредени јавни здравствени институции, јавноста очекува надлежните да ги објават имињата и на приватните ординации, каде се практикувале овие естетски интервенции.